председателе, благодарам колежка Лазаревска. Ми инспириравте за реплика на вашиот говор, бидејќи мислам дека зборуваме на иста линија и мислам дека оваа седница и еве во следниве неколку минути кога ќе дојде на ред гласањето може да потврдите вашата грижа за Охридското езеро и Студенчишко блато со гласање за овој амандман. Значи не е голема сумата нешто да речеме, но вака, значи законот за Студенчишко блато е пратен во собраниска процедура. Веднаш по праќањето на тој закон, колечката Маја Марачанин побара да се обрати едноставно во групата, интерпартиската парламентарна екогрупа, да го дадеме својот став и своето мислење, мислејќи на членовите на групата, меѓутоа и на невладините организации кои што се дел од таа група. Неколку дена после тоа имавме ние средба во собранието, која што беше исто така објавена, на која што дојде представник од Фронт 2142 и ни ги објасни сите детали во однос на тоа зошто невладините организации се против ова предлог законско решение и мислам дека требаше да бидете присутни за да слушнете, бидејќи јас навистина не сакам да се повторувам, а и не сум стручна толку, особено за оваа работа не сум, за да можам да кажам точно во детали што е проблемот во тој закон. Значи требаше да бидете присутни на средбата. Во меѓувреме од Фронт 2142 добивме и допис, многу богат допис во кој што се содржани сите предлози и активности како да се спаси Студенчишко блато. На таа средба беше и представничка од СДСМ колешката Лидија Тасевска. Значи можеше и таа да ги принесе исто така сите забелешки. Станува збор за природно добро, станува збор за нешто каде што нема политика и не смее да има политика. Вие многу убаво ги кажавте сите работи, ги детектиравте сите проблеми. И ние знаеме дека овој проблем не е нити од минатата година, нити од пред 5, нити од пред 10 години, дека ова е со години така. И знаеме дека постои закон за Охридското езеро, кој што за жал не се имплементира како што треба, како и многу други закони во оваа држава. Но мислам дека не треба да бидеме негативни. Еве, вашата дискусија беше конструктивна во однос на тоа дека што се треба да се прифати да се направи. Но не треба да чекаме да се донесе законот за Студенчишко блато, бидејќи тој закон не е добар и треба да се повлече. Според моите сознанија, дури Националната комисија на УНЕСКО на Република Македонија дала препорака тој закон да се повлече, бидејќи не е добар. Зошто? Еве најпластично, бидејќи, како што реков во објаснувањето на амандманот, се чекаат извештаите од трите реактивни комисии, односно од комисијата на УНЕСКО World Heritage, Рамсарската и Бернската конвенција. Кога ќе се пристигнат тие извештаи, тогаш да ги видиме, да ги имплементираме нивните препораки во предлог законското решение за Студенчишко блато, па тогаш тој закон да се пушти во процедура и да го изгласаме како што треба. Во ваквата моментална форма не е добра. Нема определено јасни граници, гранични зони, ништо од тоа не е определено во законското решение. Законот е даден колку да се исполнат никакви си препораки и никакви си обврски. Меѓутоа, УНЕСКО во својата препорака кажува дека треба да се повлече ова предлог законско решение, дека не е добро. Во моментов имаме одлично расположение за средување на проблемот на локално ниво, ајде да направиме добра атмосфера и на централно ниво и да се изгласа овој закон и да се изготви оваа студија која што е основа за било што да се почне да се направи во Студенчишко блато. Без студија не може ни закон да се донесе, ниту пак некаква мерка, ниту пак некаква активност да се започне во однос на средување на овој голем проблем. Го спомнувате каналот за Охригани е едно од најубавите решенија, а тој канал може да се подобри и има и дури ни дадоа Фронт 21 ни даде и предлог како да се подобри тоа. Значи само треба да имаме добра волја. И сега, ако сме сите за, од вашата дискусија гледам дека навистина сте загрижени. И го поддржувам тоа. Ајде тогаш да го изгласаме овој амандман. Еве, апелирам да го изгласаме, бидејќи со изработка на студија за валоризација, која што втор пат го бараме овој амандман, и
во 2021 година на ребалансот на буџетот повторно се побара ваков амандман, се одобри, меѓутоа за жал тие средства не беа искористени. Беше крај на година, веројатно и не знам што се случи, средствата не беа искористени, студија за валоризација не се направи. Сега бараме повторно. Ама овој пат аргументите се многу поголеми, бидејќи имаме препораки од 3 меѓународни организации, имаме препораки и начин како да го решиме проблемот и од граѓанскиот сектор, односно и од експертите. На потек е владата, на потек сте вие, колеги од мнозинството. Гласајте за амандманот да тргне работата во позитивна насока и да тргне целиот проблем да се решава. Имаме согласност и од локално ниво. Имаме и како да се начин како, значи дадено е предлог план за решение, потребни се 3 милиони и 80 денари. Сметам дека ако навистина сте загрижени, а од вашата дискусија видов дека сте загрижени, поддржете го амандманот, така на дело ќе покажете дека навистина сте загрижени. Ви благодарам.